Поштувани гледачи, ве поздравуваме од комплексот Етно село Тимчевски со новиот рецепт на денот. Иако е премногу топло надвор, следуваат летни, топли денови, се разбира дека ние домаќинките сепак како и да сме заглавени, понекогаш во кујната сакаме вкусни јадења, што ќе си ја прибереме фамилијата, дечињата, внучињата и ќе им направиме нешто вкусно и интересно. А велам добар ден за нашата денешна гостинка, господјата Менче Ниник, која што ни доаѓа од Сиднеј и што самата изрази желба да биде наша гостинка. Вие секако ја познавате, сите што ја следите вкусот на традицијата, таа честопати ни гостувала, затоа што на вистина е еден македонски традиционален готвач сместен во незините раце. Менче, добре ни дојде. Добре ве најдов, драго ми оти повторно сум со вас и со нашите гледачи и ќе се потрудам денеска да ви направам една пита од мојата кујна. Така. Како баба ми од и твојата мајка ми, кујна, да. но најнапред да ти се заблагодарам за сите претходни емисии, колку што сега скоро пред еден месец ни гостуваше. Инаку да ти кажам, толку многу пораки добив на месенџер, што ги следеа рецептите, што ги објавивме. И рекоа, поканете Менче ако има уште некоја рецепта да ни каже. И дури ми поставија прашање за брза, лесна и едноставна пита, што јас ти го пренесов тоа, но да го споделам со нашите гледачи. Младите домаќинки се интересира како да направат брза, лесна, а сепак месена, сукана пита. Јас одговорот го имам. Одговорот е во нашата гостинка. Знаете како ја нарекуваме ние пријателките? Мајсторката за пити. Значи, ти што ќе направиш пита, ретко кој може. И секогаш се чудев, останете со вкусот на традицијата, да видите зошто се чудев. И велам, како може со 3 лажици брашно да направиш толкава пита, да се упиеме од јадење и прстите вака да ги лижеме и да ги собираме трошките од тепсијата. Те молам, кажи им на гледачите, како ја правиш ти оваа пита? Тајната во корите или како се да се наполни тепсијата, јас мерам, значи, една кутлача за една кора за еден човек. Значи, една кутлача брашно, еден човек. 5 кутлачи брашно, 5 луѓе дома што ќе јадат. Да. За комшиите нема. За комшиите друг пат. Така, значи многу интересно, тоа ми остави посебен впечаток. И кога ја следев, толку тоа лесно и брзо го направи, вие ќе видите во потребните состојки дека нема никаде квасет. А питата е помека и од мајчината душа. Така? Така е. Ајде да видиме што се е потребно за да се направи твојата пита или питата на Менче без квасец. Потребно е, како што кажав, нели, колку луѓе према тавата, толку кутлачи брашно. Солца се става прстов. Ти денеска 3 кори ќе правиш. 3 кори ќе правам. Значи 3 кутлачи брашно. Да. Така? Ке ни треба малку солза во тестото, сирење за филинг, за филот вонатре и масло, зејтин за да се подмачкаат корите. И вода. И вода. Значи имаме само 5 состојки. Вода по потреба, 3 кутлачи брашно, сол по потреба, фил, дали сирење, дали спанак, дали праз, што сакате. Да, Исто по потреба ние имаме тука за 3 кори 200 грама брашно и масло по потреба. А тавчето ни е број 24. За 3 кори. 26, 28 за 4 кори, така? Да, мислам, Зависи према од тавчето. хлебот. Јас, Така. пошто често правам и Да. знам точно која тава, колку кори ми се обира. Добро. Ајде, сега така. да започнеме. Сега да измериме, значи брашно, одиме 3 кутлачи брашно. Ова е малку поплитка така, Така. ама окей сега. Тоа е тоа.
И Па стави 4 тогаш, пошто е поплитка, потешко е. Еве, јас ќе ти помогнам. не, Може не, вака? доволно, само Добро. малку екстра ќе ставам. Добро, така. И ќе ставам прстов сол. А дали водата треба да биде млака? Не, може да биде ладна. Може, замислете си, тесто со ладна вода. Ова е чудесие од пита. Сега, Да? ако ставам 3 кутлачи вода, ќе ставам 5 кутлачи, 3 кутлачи брашно и 5 кутлачи вода. Вода. Да. 2, 3, 4, 5. Да. Така. Да не биде многу тврдо и да не биде премногу меко, затоа што ќе треба да се сучи, инаку ќе ни се лепи. Така. И пак не ми е разбирливо како може од толку малку тесто 3 кори да излезат. Ќе излезат сега и тоа многу. Ова е убава навистина пита. старинска пита. Да. Старинска пита која што има научено од незината мајка, која што јас имав среќа да ја запознам, Да. кој што потекнува од Белчишта, Од Охридскиот од крај. Охридскиот крај. Да. Добро, сега, значи, не употребуваш рака. Па, сега ќе употребам рака малку, ќе Добро. морам да го засукам тестото, да го Така. замесам подобро Добро. и да го формирам во топчиња. Добро, ова ќе го ставам тука, Да, јас тоа ќе ти ќе помогнам. Ќе ми треба за топчињата, значи го сакам тоа тука Да, е. добро, ова А ќе го ќе треба ставам тука. најверојатно. Сега малку ќе го замесиме со рака. Јас обично со лажица месам све. Така, Сега малку со рака за да биде погладко, помазно, за да може да се сучи подобро. аха. Иначе ако е многу Мгм. неизмесено, кората нема да Така. може добро да се сучи. Сега ќе си по вкус, ќе си по Да биде, да не се лепи тестото, но не тоа сме да додир биде тврдо, никако, така? Да. Значи Да. сега домакинките што почесто работат со тесто имаат представа како би требало да изгледа. Еве, ти можеш и да го подигнеш тестото за нашите гледачки да видат Сега само колку е ќе тоа. го завршам и ќе го подигнам Значи, да... ни се лепи, ни ништо, ни квасец, ни... Значи, треба да биде мекичко, а Така. да не се лепи. така. Јас го оставам помеко и во сучењето редам брашно повеќе. Не ставам посод, баба ми викаше често. Аха. Ставам еднашка до 2 пати и така побрзо ми се работи така, место цело време да биде на И сега од оваа количина ти ќе направиш 3 топчиња, така? Сега ќе направам 3 топчиња. Еве ти е и даската таму до Да. тебе. Нека оди така. Добро. Брашно ќе ставиме. Мгм. Така, Добре, не мора да се еднакви, ама приближно да бидат. добро. Ето ова, малку поголем кој дојде. Така. Еве да ти посолам тука со брашно. Да, едно Овели. панирче. Увели. Првата кора ќе биде помала, Добро. за поголемата, последната да биде поголема, затоа што обемот на тепсијата е поголем. Аха, добро. Да. И сега како ги правиме топчињата, така и ќе ги сукаме. Дали ги оставаш да се одморат? Малку ги оставам, да, ставам, ќе ви покажам сега. Добро. Ставам малку зејтинче Мгм. и да ги држи меки, да не се сушат и плюс го леснува сучењето. Така. Добро. Пошто нема квасец, квасецот обично го разредува брашно Така. тестото Мгм. и помеко е, подобро е за сукање, а јас му ставам зејтинче да има подобар еластицитет и да не се суши. Ова е водата, повели еве го маслото. Добро, сега со една лажичка Па со една лажица, чекај да земеме
од ова повели. Така. Значи, не става многу. Аха. Сега, Значи, двете се малку помали топчиња од третото. Да, третото, пошто поголема е обемот на тавата. Добро. Да го опфати целото, ако Така. може, за да не биде до пола. Сега ќе Добро. видиме како ќе дојде. Значи 10 до 15 минути ќе одмори, така? Да, до одмори, Така. 10 до 15. Почитувани гледачи, останете со вкусот на традицијата. После 10 минути продолжуваме со следната поставка да видите како ќе се доврши оваа пита. Сега продолжуваме и топчињата, еве како се одморија, нели на орање е пратено тестото, така викаат старите. Сега да видиме што следува. Сега малку да го расчистиме теренот. Добро. Сирењето, пошто имам 3 кори, ќе го исречам на 3 парчиња. Првото ќе биде помалку, второто малку поише и третото поише. Најповеќе. Така, значи, Поголема помалку, кора. средно, па најповеќе. Да, така. поголема Добро. кора. Лажицата ја задржуваме за зејтино ставање. Така. Значи, употребуваме, како рековме, тавче. Тавче. Ова е хартија за печење, пошто не сум сигурна во алуминиумот. Јас ќе ставам масло, зејтин малку, и на ова Ова е масло. за да биде Да, да си се повели. печи, да се зацрви, Така. да си крска. Така. Значи, попрскуваме со масло, Со масло, од оздола. да. Пред да почнеме со корите. Така. Добро. Сега тавчето да го потрниме малку Добро. и да ставиме брашно на работната површина. Го земаме кој е помало. Така, најмалото, Да. значи. И на него ставаме брашенце. И тоа ќе оди. Да. За новите домаќинки ќе им покажам како може полесно да го Така. исучат. Кората не треба да биде рамна, која се завитка, не се познава, ама затоа ќе биде и полесно. Нема да биде ова класично сучење, ќе биде така побрзо и полесно. Полесно, Така, поедноставно. Значи, Менче ќе ни покаже како лесно до пита. Да се Крскава, дојде, да. вкусна. Значи со раката ќе го тапкате коричката, Така. да биде поширока, за да биде полесно, помалку за сукање. Значи, по цело време кругови правиме со раката, така? Да, вака крукчиња Така. околу наоколу, колку малку за да може сукалката да ви Добро. вати подобро. Сега ја, например, прво ќе го сукам на оваа страна, па после навака. Така. Па навака и ќе внимавате да не ви се залепи, пошто тестото е прилично меко. Меко. Нема квасец, за да се сучи подобро, мора да е намеко, затоа се става брашно. Корите ќе си го добијат идеална количина на брашното. Она сама ќе се го зима брашното, колку што и е потребно. Точно, место да ставаме во тестото толку Така. многу, вака ние ќе се ставиме тука. Сега, пошто јас кората, например, си правам вака, на овој начин побрзо се сучат корите и полесно за домакинките, што не сукале до сега, ма сега ќе видат дека не е Аха, ништо... значи не е она да ја превртуваш кората Не, на сукалото, не. да. Ова ти е побрз начин, значи кората можеш вака да се расукува колку што можете да ја расукувате. Така. По ваше. Мене ми е доволно за мене. Јас кога бев како од почетокот, нели? Јас ширев поише така. Сега ставам брашно повеќе на целата кора. Вака. Сегдека да има. И на крајвите оти тие може и да се залепат. Сега почнуваме со сукање. Значи се превртува кората вака. Јас одам негдека од прилика до пола. Од средината само се оди напред и назад и не се стиска многу. Ете така, и сега кога ќе отвориме кората, ќе видите дека е малку подисукана. Така. Сега одиме од оваа страна, на исти начин, од средината према краевите
ја движите сукалката напред-назад. Таа е скоро готова, еве, колку Да. е тенка. Не е уште готова, значи негдека мене ми треба отприлика 3-4 пати да ја завртам околу наоколу кората, за да ми е готова Пошто и имаш веќе сукана. добра подготовка претходно. Да, Така. така. Нема да стискате многу. Сега, како ќе се зголемува кората, не треба многу пати, значи еднашка и уште еднашка, за да не се лепи и да не се кине. Еве негде ковдека пукна, зависи од брашното какво е. Ако е оштро брашното, може и да пукни. А сооштрото брашно полесно е за сучење. Повеќе се разградува. Ете така, значи сега оваа површина не е многу мазна, мислам подобро е кога е, да. Ако видите дека некој од крајевите ви е подебел, тогаш него прво ќе го подсучите и одите понатака. Така. Да, се дешава и тоа. Ја не би ја сукала повише. Доволно е, да. Може да оди. Оф. Како Танка е, готова кора. Готова Да. кора. Да. Ке ставиме, ова беше маслото, да. Да. Јас не ставам многу масло внатре, за да не биде превише мрсна, мада има посок, тоа ќе си го упие. Сепак, така малку од краевите, и ќе ставам малку повеќе во предпечењето. Добро. Одозгора. Сега го ставаш најмалото Да. сиренце. Најмалото Да. и така со рака. Можете, како што напоменавме во почетокот на емисијата, можете што сакате да си ставите внатре. Тиква рендана, спанач со сирењето, прас може да се стави, тиквичка може со морков и така сум правила, значи Да, може и мелено месо. да. Со Така. кромит испржен. Мелено месо јас за моите деца, пошто како сите други не јадат многу зеленчук, и јас во питата ставав све диво, живо и диво. Немаше проблем и обавезно Така. малку мелено месо за да не приметуваат многу. Сега Прво еднашка, втор Да. пат ја преклопуваш и јас сега само ја си ја собираш. собирам така. Ете така. Тука ќе го покриеме сиренцето и видите сега Супер. убаво Стави ја дојде тука. крупчето. Ете така. Одлично. Сега идеме со Сега одиме брашно. со да. браво. ќе Како ќе ставиме. крцка ова, како ќе биде вкусна. Повели. Тоа е второто. Второто, да, малото, ова е и ми треба најголемото. брашно за одозгора. Значи тестото е меко, топло е времето и се сучи брзо. Така, убаво. постапката се повторува. Да. Така и сега повторуваме исто Прво како со за раката. првата кора, да. Значи ти редиш повеќе брашно во текот на Да, месењето. и приметивте дека повеќе не сте и брашно, Да. беше токму доволно Да. колку што е потребно за да си се исучи кората. И премногу брашно ќе ви дојде уште посуво, па ќе се пука многу, ќе се затоа тестото си еластично, еве јас сега ќе го проширувам вака, како пре. Значи постапката се повторува со останатите две топчиња на потполно ист начин. Така. И кога ќе одите од средината на која страна сакате. Не мора напред и назад, може од страна. Како сакате така, само Така. значи ќе внимавате во тоа, видите како сега кората си се проширува баш она убаво. И со сукалката треба неколку пати да замафниме натака навака и да си дојди брзо исучена кора. Јас мислам дека ова е најлесниот начин за вас да го направите. Така. Еве сега од оваа страна
Значи доаѓам до пола недека, тука нема многу брашно. И одиме еднашка. Од средината према краевите. Да. И А напред добро да те назад со прашам, калката. зошто третото топче е најголемо? Затоа што Зошто третото парче сирење е најголемо? Средно, зошто? Затоа што Нели е тавата- тепсијата иста? тепсијата е иста, ама ако ставам помали парчиња ќе дојди до тука, па до тука, вака ќе си дојди. Последното ќе си ја покрие целата Целата тава, значи да немаме пресеци. Така. Ете и тоа е една финта што ја научивме. Од средината према краевите 2 пати, 3 пати, колку ќе ви дојди. Така. Ете сега од тука. Кога ќе почне да се шири кората, само по 2 пати и многу нежно, за да не се залепи, пошто оно веќе брашното си го зима. И видите сега, не одам до средината, него веќе одам при крајот, за да може и краевите да се... Мојата мајка, па и сестра ми овие кори ги прави како со шестар. Ама тие земат поиќе време. Јас секогаш бев зафатена со работа, со деца. И јас реков, немам време да се занимавам така. Јас си научив мој начин. Дај, твојата сестра доста ни гостуваше неколку пати во емисијата и паметам, тоа беше некаде пред 12 години, кога имаше облечена многу бава охридска носија. И ни презентираше, паметам, бовчи, така се викаат тие колачиња, бовчи. И визитарките. И визитарки, да. Сега јас мислам дека е доволно. Одлично, еве ти масло. Па треба и нешто да касниме, нели, да не биде не многу, да, помалку така, добро, по краевите стави. Ти си ми правила на мене и ваква пита без ништо. Само со масло. Само со масло. Многу добра. И стави масло со, што имаш со лук, маслинов зејтин и зачини од тамо од вашиот крај, ноктец, така, само со тоа посна пита. Та многу убава. Да. Така, сега еднашка краевите ги засукувате и ја собирате. Да. И вака е многу убава. Значи, питата, ако имате успешно направена, ова може да ја отворите скроз. Ништо нема залепено. Браво. Сега вака ќе направиме, ќе ја нанесуваме тука. Ете така. И да оставиме место за третата кора. Супер. Ете така малку. Добре. Тоа што ќе стане може одозгора да се стави. Да. Како да мереше? Ево ова што остана. А ја сечеш пред... Не ја сечам. Не. Значи сега ќе ја намрсиме малку. Значи поради естетиката на питата третото е топче најголемо. Да. Ја намрсуваме. Колку степени треба да ни е загреана редната? Редната треба јас дома на најако пуштам и ја печам околу 250. Да. 20 Према минути. како е гравираш поредно. Добро. И ја печам цело време на иста температура, околу 20 минути. Значи нема помалку повеќе, 250, 20 на минути. Сега зависи. Откако ќе извадиш, дали ја напрскуваш или како? Ништо. Дали ја покриваш? Па не. Не. Не ја покривам. Значи нема. Од редната веднаш на трпезата. Останете со нас, драги гледачи, така и ние ќе направиме. Од редната во кујната на комплексот Етно село Тимчевски, веднаш на трпезата. Епа, драги мои, ова е свечен момент. Значи да се јаде ова пита на менче без квасец. Јас така си ја викам, питата на менче. Ова е привилегија да се јаде затоа што, гледате, со толку малку брашненце, цела тепсија излегува и да се утепаш од јадење. Може со кисело млеко, со пиперче, со салатка, а да ви кажам, по мене, без ништо е најубаво. Најдобре. Вкусот, само питата. Само пита. Дарлинг, ти така ги викаш сите. Ајде, Дарлинг, пресечи. Не, скрши, нема сечење, така? Не, ова е греото е да го сечиш, леле, видија како е.
Оф. Абе, рацете да се позлатат, ле. Ај. Боже, како е убава. Како ја направи бе ваква убава. Вежбам ја, сега ова ми е последната вежба. Ау, колку е добра. Крцкава од дозгора, а внатре, еве се двојат, еве Нека, погледнете, се двојат коричките. Да, види, можеш да ја отвориш целата со Да. види. Еве, Види. значи чудесија ти е Да, питата. види ја како. Чудесија, види. Види како се двои целата. Нешто прекрасно. Нешто фантастично. Како свила се корите. Значи, тајната е во тоа да ставаш многу брашно додека ја расукуваш, Да, за да така? не сам само. Тајната е, да, во сучењето и во печењето. Значи, питате, јас и лебот го печам на висока температура, загреана рена и толку. Инаку се суши. Убавино. И од ова питање може да ти биде тешко. И не се поправа, ова е за диетална. Ова е диетална пита, да знаете. Ајде да си наздравиме дека е диетална питата на здравје. А знаеш ли, ако треба да бираш помеѓу две особи, која особа треба да ја одбереш? Втората? Да. Затоа што ако била добра првата, втората не би Нема да постоела. постои. Така е. На На здравје. здравје. До следната емисија Вкусот на традицијата.